Цената на маслото не се очекува да надмине 150 денари, а ќе го има и во доволни количини. Ова се прогнозите на производителите. Велат повисоките цени се поради тоа што во земјава нема доволно суровина за производство, па се принудени да ја набавуваат од Бугарија каде е поскапа. Предупредуваат дека и поради глобалните текови не се очекува стабилизација на цените и на другите производи. Една моја лична проценка е дека суровото масло би се задржало некаде околу 2000 евра по тон, што значи во Бугарија е доста поскапо, воколку, ама еве слушнавме Србија, значи нема да дозволи, бидејќи таму цената беше пониска. Мислам дека маслото за јадење би се движило некаде од 2 евра и 20 до 2,5 евра. Мислам дека таа цена ќе се задржи. Надлежните уверуваат дека граѓаните нема потреба да трупаат залихи. Во следните 2 дена рафтовите во маркетите повторно ќе бидат полни со масло. И граѓаните и другите купувачи на масло за јадење не треба непотребно да направат залиги, заради тоа што може да се наруши пазарот во одредени моменти, како што беше неколку дена претhodно, а јас сум убеден дека од утре, најкасно за утре, веќе сите супермаркети рафтовите ќе ги имат значи полни со масло за јадење. Вела дека тоа што Србија одлучи да го забрани извозот на нерафинирано масло нема да предизвика криза на пазарот. Домашните производители пак се надеваат дека во следниот период ќе се зголеми домашното производство на сончоглед за да се намали зависноста од увоз. Николовски пак уверува дека се прави план за да се случи тоа. Вчера од Србија во земјава беа испорачани 48.000 литри масло, исто толку се очекува да бидат испорачани и денеска. Договорот е оттаму да пристигнат 2 милиони литри.